Расте загриженоста бидејќи зголеменото гранатирање на границата меѓу Израел и Либан ги зголемува изгледите за поширок регионален конфликт. Израелскиот министер за одбрана Јоав Галант имаше интензивни состаноци во Вашингтон, придружувајќи му се на секретарот за одбрана Лојд Остин во Пентагон, кој повика на дипломатско решение. Провокациите на Хезболах се закануваат да ги вовлечат израелскиот и либанскиот народ во војна што тие не ја сакаат, а таква војна би била катастрофа за Либан и би била погубна за невини израелски и либански цивили. Галант рече дека Израел се наоѓа на крстопат, што ќе влие на целиот Блиски исток. На север ние сме решени да воспоставиме безбедност, менувајќи ја реалноста на теренот и враќајќи ги нашите граѓани безбедно дома. Израел ги отфрли барањата на Хамас за привремен прекин на огнот во 18-месечниот конфликт да резултира со крај на војната. Еден аналитичар изјави за Гласот на Америка дека Галант е клучна алка за САД додека ги продолжуваат тие преговори. Администрацијата на Бајден генерално го гледа министерот за одбрана Галант како вистински сојузник во овој потфат. Галант некако го понуди својот повоен план пред неколку месеци. Тоа не беше прифатено од администрацијата на Нетањаху. Мислам дека секретарот Остин и секретарот Блинкен веруваат дека имаат некој вид подготвен партнер во Галант. Тој би можел да биде корисен посредник со владата на Нетањаху. Војната започна на 7 октомври, кога Хамас започна ненадеен напад врз Израел, убивајќи 1200 луѓе, земајќи околу 240 лица како заложници. Министерството за здравство на Газа, кое не ги разликува цивилите од борците, вели дека повеќе од 37.000 палестинци загинале од почетокот на непријателствата. Координаторката на Обединетите нации за хуманитарни прашања Јасмина Гуерда предупреди дека ситуацијата во Газа е ужасна. Никој од нив нема основни услови за живот. Она што имаат се услови за преживување. И тоа едвај. Стейт департментот соопшти дека многу копнени конвои за помош во Газа не стигнуваат до цивилите поради криминални цели. Операциите се во тек, ситуацијата е се уште кревка. Треба да продолжиме да добиваме поголема хуманитарна помош на северот и се разбира да се справиме со стагнацијата, а во некој случај и пресвртот, како што е ситуацијата на југот. Милер рече дека окончувањето на конфликтот е единствениот сигурен начин да се стави крај на страдањата во Газа.